Започнавте и направивте само еден дел, но од вас сега се очекува да направите се. Ова е премалку. Значи, секој од нас што посетил една светска ботаничка градина, знае дека има десетици стакленици, каде што во секој од стаклениците има растенија кои што се од одредено подрачје или од одреден континент и преферираат одредени климатски услови. Кај нас, например, имаме овде растенија кои што бараат и влажност, од друга страна и сув воздух. Растенијата ќе преживеат, но за да бидат во оптимален раст, значи ќе ни требаат уште неколку стакленици. Минатата година, откако видовме дека е алармантна ситуацијата со ботаничката градина, значи побаравме помош од Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови. За среќа успеавме да ги добиеме средствата за да реконструираме еден од стаклениците. Меѓутоа, бидејќи станува збор за стар објект, кога започнавме со реконструкцијата, свативме дека не треба само кровот да се реконструира, туку буквално од тема. Многу полесно ќе ни беше да изградевме нов стакленик, отколку истиот да го реконструираме. Кога започнавме со градежните активности, видовме дека ниту имаме доволно средства, ниту пак имаме човечки ресурси. Од тие причини ангажиравме буквално познаници, а и ние самите се вложивме, значи колеги од Институтот за биологија, кои што главни обврски им се настава и наука, секое слободно време, секое попладне, секој викенд изминатава година го користевме да помогнеме на стакларите, на браварите, на собирање на шути и така натаму. На тој начин успеавме да направиме и горди сме на тој еден солиден објект. Понатаму сакаме да направиме и други интересни објекти, или барем веќе постоечките, како што е објектот за аклиматизација на ендемични видови, да успееме да донесеме повеќе ендемични видови, кои што во Македонија ги има над 100, и најчесто се наоѓаат на површини кои што се мали или пак изложени на различно штетно влијание, антропогено влијание. На тој начин, доколку им се направи екситу заштита, значи заштита надвор од природните живеалишта, а имаме соодветни услови, стручни лица на Природно-математички факултет, тогаш во случај на исчезнување на видовите на природните живеалишта, ќе можат истите да бидат повратени од тука. Имаме среќа Македонија со својата местоположба да изобилува со такви видови, затоа што се наоѓа под влијание на Медитеран и на север продолжува веќе континенталното влијание. Значи преод каде што се врши влијание на две клими, да кажем. Мене мило ми е што од најмали нозе децата се учат за растителната разновидност. На таа возраст повеќето дечиња ги интересираат животните. Растенијата се нешто кое што сметаат дека е тука, меѓутоа не е интересно. Но освен во образованието, јас би сакала да посетуваат и повозрасни луѓе, не само да посетат, туку и доколку имаат слободно време, добре дојдени си да помогнат во ботаничката градина. Сега започнуваме со зимски период, каде што активностите надвори се намалува, но од пролет натаму, бидејќи имаме голем простор, кој што во изминатиот период е запуштен, значи за плевење, пресадување на растенија, добре дојдена ни е помош од возрастни луѓе кои што имаат искуство и трпение да ја уредиме заедно ботаничката градина.